Добар ден и добре дојдовте и во новото издание на емисијата Неделен микс. Ве поканувам да останете со нас, затоа што ве очекуваат навистина многу убави теми поврзани со културата, а ние денешната емисија започнуваме со на тема мода, заедно со наша позната модна дизајнерка која навистина поседува огромна пасија кон уметноста, кон модата, но и е многу активна кога станува збор па и општествената одговорност, многу е хумана и за незините проекти секако ќе разговараме во продолжение. Ирина Тошева, добре дете. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Како си, добра? Одлично. Многу убави поводи имаме деновиве за разговор со тебе и навистина секоја чест што модата од повеќе аспекти ја третираш, па така и ве за почеток веднаш можеме да почнеме со проектот со Добре дојде Македонија, Welcome Center. Започнавте нов проект Милејата на баба ми, така е наречен овој проект, на рачно изработени миленца од нашите мајки и баби и да ги претвориме сите нив, односно миленцата, во уникатни парчиња облека. Како се роди идејата за овој проект и кажи ни нешто подетално? Па иницијативата е на Емилија, председателката на Добре дојде Македонија, затоа што секој од нас има голема количина на миленца по дома, кои некако, особено па и помладата генерација, некако и не сме емотивно и сентиментално врзани за разлика од повозрасната генерација. Па си кажавме зашто да не пробаме да им дадеме некоја нова вредност и да пробаме да ги вметнеме во облеката, во самата гардероба, во трендовите кои доаѓаат, гледаме дека има такви некои мотиви, но кога сето тоа има и некоја сентиментална приказна и тежина, тоа едноставно нема цена. И така испадна целата идеја и многу се радувам затоа што и во целиот процес е прилично интересно затоа што сето тоа е рачна работа, не се секогаш истите форми, не се секогаш две исти миленца, ако сакаш за двете страни, например, да ги искористиш на облеката и сето тоа го прави тоа парче уникатно. И навистина секој чест за идејата, еве ние ќе можеме да видиме тука инсерти токму од фотографиите со миленца. Во секој случај миленцата нели како украс во сечи дом, особено порано, сега да ги видиме на облека е нешто што е буквално баш уникатно. Да, и особено ако имаме и некое сеќавање од нашата мајка, баба, прабаба, сме ја познавале како ги работи, мислам дека тој момент значи никако ништо не може да го надмине. Она фабричкото што се продава нема никаква цена и вредност за разлика од она сентименталното кога ќе си го направиме дел од нашата облека. И многу убаво сте ги вклопили. Еве на пример конкретно ова миленце буквално е дел од дизајнот на самата кошула. Да, направивме неколку дизајни на кошули, што не значи дека се финалните, значи самиот клиент може според неговите барања и желби тоа да се приспособи и не мора да биде кошула, може да биде здолниште, може да биде палто, може да биде и некое парче кое веќе го поседуваат, па сакаат да го доработат, може би има нека дамка, може има нека дупче. Значи не мора да биде и ново парче, но да го направиме да има таа трајна и сентиментална вредност. И навистина, ете, многу убава идеја, значи каде можат на пример ете сега дамите да ги набават ете кошулите со миленца или како сето тоа изгледа? Секоја заинтересирана клиентка, една клиентка може слободно да ме исконтактира на социјалните мрежи, да дојде во моето ателје, да проба од она што веќе го имаме. Тоа е направено со миленцата од бабата на Емилија, но доколку сака нели може слободно и да ги донесе. Идејата е да ги донесат нивните миленца, да се договориме околу бојата, кројот и на крај да го добиеме финалниот резултат. Леле, преубаво. Јас имам неколку миленца дома, може ќе подразмислам да ги вметнеме. Добре дојдена си. Благодарам. Ирина, како што спомнав и во најавата, навистина си многу ангажирана. Модата е од секој аспект ја обработуваш, но ети кога станува збор за овие хумани општествени аспекти, тоа е навистина многу клучно за тебе како личност, но исто така и за твојата работа. Па така неодамна исто така започнавте проекти за работилница за везење за сите заинтересирани осудени жени. Па кажи ни како дојде до таа идеја? Тоа е се уште иницијатива која започнав јас сама, нема поддршка никаква. Е нешто што решив дека треба да го направам, дека сакам да го направам. Сметам дека секој креативец и секој граѓанин може на некој начин да направи некои промени во општеството. Доста е само да седиме и да кукаме дека ништо не чини.
Па така случајно излезе да бидам исконтактирана, да бидам поврзана со затворот Идризово, со женскиот одел, и да разберам дека они таму за жал немаат никакви активности и мислам дека тоа уште поголема казна покрај условията, затоа што затворот за жал и од 86 година не е ни реновиран како е изграден. И овие жени се буквално затворени таму и времето не поминува. Па така пуштивме повик за која од нив сака да се вклучи. Во моментов има околу 85 затворенички, а капацитетот е за 60. И околу 25 се приклучија. Започнавме со првични активности за везење, додека чекаме просторијата да се подготви, каде што идејата е да се направи една цела шивална. Сето ова оди многу споро, многу бавно, затоа што и самите институции пред се се бавни. Тешко е кога зависиш и од донации, но сум благодарна па на совесните граѓани кои кога го пуштивме повикот за набавка, за донација на машини за шиење, веднаш ни се јавија, така да собравме машини за шиење, собравме материјали на кои што ќе се учи, па понатака ќе се искористат и во следните дизајни, затоа што идејата е да се прават производи кои ќе се продаваат, тоа да постане како цело едно социјално предпријатие. Дел од средствата да се реинвестираат за опремата или да се обновува полека, да не зависи од донации и дел од средствата додати кај самите затворенички со тоа што кога ќе излезат од затворот ќе си имаат сопствени средства и работни навики. Најважното е да им помогнеме да се интегрираат во општеството, затоа што ако некој седи 10 години затворен, само јаде и пие и не прави ништо, нормално дека кога ќе излезе од тој затвор нема тие услови, ќе му биде многу тешко да се врати на пазарот на труд. Да, многу убава иницијатива, прекрасна идеја, навистина нешто што исклучително важно и што ни е потребно. Како што спомнавте, така што искрено се надевам дека оваа идеја ќе дојде и до реализација и дека целиот тој процес... До реализација ќе дојде, да. секако, извини што те прекинав. Јас сум борбена во овој дел. Ги буткам работите колку што имам моќ, не се откажувам. Морам да потенцирам дека сето ова е на добра волја, на добра желба, значи нема никаков буџет, неколку граѓани кои не ги познавам од никаде донираа некои финансиски средства кои ни помагаат да ги купиме првичните конци, гиргефи за везење и сите тие работи кои ни требаат. 2 текстилни фабрики исто ни донира материјали, моја колешка дизајнерка исто донираше, но за жал една банка ќе ни донира столчиња, но за жал за поголеми работи се уште немаме никакви донации, а сите ги гледаме рекламите како сите големи компании се општествено одговорни. Се надеваме дека и после ова интервју ќе можеме да ги поттикнеме да учествуваат. Да, доволно за да ги направиме тие услови, например просторијата која ние добиваме во моментов има проблем со влага, значи затворот некако ќе е реновиран, например нема ни грејење, па потребно е да се стави инвертер, потребно е да се стави прочистувач или одвлажнувач или нешто што ќе помогне да нема проблеми со влагата и пред се условите да бидат како што треба. Затоа што и јас ќе седам таму, ќе им помагам, значи здравието на сите треба да биде пред се. Апсолутно е така. Ете, се надевам дека се ќе биде во ред и дека и следната прилика кога ќе се видиме, ќе можеш да ни кажеш какви се како е текот на работата таму. Да, се надевам и секој кој е заинтересиран на некој начин да придонесе, може слободно да ме сконтактира на социјалните мрежи. Одлично. Ирина, долго време се занимаваш со мода и еве, јас би сакал малку на почетоците да те навратам. Тука по завршувањето на студиите на Академија Италијана замина во Фиренца, на Академијата таму, имаше можност да работиш со наврни проекти како асистент на твојот ментор Лучо Антонучи. Кажи ни за животот таму, за колку всушност те промени Италија тебе? Па мислам дека Италија многу ми ги отвори очите, ми покажа колку модата всушност е значајна и моќна, дека е многу повеќе од фустанчиња за матури, свадби, слични свечености. Мојот ментор беше навистина фантастичен, многу сум благодарна затоа што не вклучуваше во најразлични проекти. Ние бевме како студенти, како дел од секакви активности, значи работевме и со фабрика за чаршафи, работевме со фабрики за кебења, фабрика за кожа, пердови, значи буквално некои фабрики кои тука никогаш не сме имале можност, за разлика од студиите тука кога им приоѓавме на текстилните фабрики, од старт ни вика не може да доаѓате ниту на пракса, ниту на неплатена пракса. Таму, например, тоа ни помогна многу да ни даде некој ветер во грб.
Истовремено бев дел и од организацијата Гратис гушкање во Македонија. Тогаш бевме многу активни, гушкавме секој викенд, секоја сабота на градскиот плоштад и тоа беше многу беше популарно тоа. тоа. Многу бевме, многу имавме активности, секоја вечер па правевме, значи преку ден гушкавме, секоја вечер после имаше хуманитарна забава, каде што се собира средства за некое дете кој имаше потреба, затоа што тогаш беше друго време, немаше телефони за донации, немаше сето она што го има сега. И мислам дека сето ова дека се случуваше истовремено. Ја го учев за модата колку може да биде мокна, бев дел од младинскиот сектор и видов всушност дека можам и јас на некој начин да правам промени преку својата работа и да покажам дека модата може навистина да биде мокен медиум и многу повеќе од обични шарени фустанчиња. И секогаш модата била мокен медиум. Во времето на корона видовме какви беа модните реви, сосем поинакви беа моделите, облеките, нели за тогаш за тој период. Еве гледаме сега, значи некако модата секогаш и низ историјата, па и сега ги следи општествените. Да, и општествените и политичките многу е интересно како учиш историја, како учиш и модна историја, кога ќе почнеш да ги поврзуваш работите. Например, еве како се појавиле мини издолништата, како се појавиле најлонските хулахопки, значи се си има зашто, затоа што во одредено време се случувале некои други општествени политички работи, војни. Значи буквално се е поврзано. Никогаш ништо во модата не се случило затоа што на некој дизајнер туку така му текнало. Значи се нешто наговестува некои промени, наговестува некоја криза. Например, секогаш кога се враќа златото во мода, златните елементи, значи дека некоја криза се случува, па мора сите да покажеме дека нели сме богати, да. Така да многу е интересно кога се гледа и од тој агол дека модата не е само нешто, убаво да се облечеме, да отидеме некаде, да се фотографираме, да собираме лајкчиња на Инстаграм. Многу повеќе. Туку е многу повеќе. Еве сега во текси модните недели, еве моментално е Миланската модна недела, следите ли? Следиш ли што се случува? Да, секако дека следам. Се радувам што некако трендовите кои ни доаѓаат се убави, интересни, мислам лично за мене, кажам пред се и како жена, не само како дизајнерка. И некако модата станува повторно возбудлива, затоа што по пандемијата имаше некој период од година-две како некако беше се исто, се исплакнато, се мислам така јас лично го доживував, а сега некако повторно се враќа таа некоја убавина и шмек на модата. Се приметува навистина конкретно сега деновиве со разните модни недели дека и повеќе бои, повеќе така живост има. Некој оптимизам се гледа вајде зидано. Да се надеваме дека така ќе биде, а да кажам живи бои има и во вашите креации. Еве можеме да видиме тука на вашите на фотографиите, секоја колекција различна за себе. И тоа е навистина фасцинантно како буквално нема ширина една на друга слична колекција. Па добро, дизајнерскиот израз вајда се пречувствува, но боите, дизајните секако се различни, дека приказната си е различна. Колекцијата која гледаме со јаките бои е инспирирана од јуруците, тоа се турска етничка група која живее во источниот дел на Македонија и мал дел во Дебар. Нивните облеки се препознатливи по цветовите и јаките бои, како црвената, сината, зелената е оваа колекција. Да, и пробав јас да ги земам елементите од нивната облека и да ги преведам на нов модерен начин, значи не правам нова носија, туку само преземам елементи и ги преведувам на модерен начин, а ова е минатата колекција која беше инспирирана од скопскиот брутализам, беше соработка со млада архитектка која ги прави овие прекрасни илустрации, контрастот на овие бруталистички згради и природата, и таа некоја моќ на овие објекти и смиреноста на природата како убав контраст. И токму такви се и баш тие модели на облека, на вистина така една доза на смиреност како што спомнавте. А уметноста е поврзана, може да се поврзува или повеќе уметности може да функционираат заедно и сето тоа да се вклопи и да биде на вистина преубаво, да изгледа убаво, како што спомнавте, архитектурата, па модата. Па инспирацијата може да биде од секаде. Многу е важно дека и нашата сцена да се држи, креативна сцена, да се држиме заедно и да се соработуваме. Зошто да земам илустрации од некој странски автор, кога многу е поубаво кога ќе го подржиш локалното. Тежината на самата приказ на бруталистичко Скопје ни е блиска, има многу по така голема тежина за самите нас граѓани.
И многу беше интересно дека и таа колекција ми беше представена на Експото 2023 во Катар. И кога раскажував на катарците, мислам многу им се допаѓаше целата приказна, затоа што пробував па и некако да поврзам како скроз друга страна на пустината во која тие живеат, а која сега е полна со облакодери, нели се тоа што се случува таму, технолошкиот напредок, и тие беа фасцинирани и имаше еден многу убав коментар дека не им се верува дека Македонија е толку напред во однос на одржливост, затоа што и камчињата кои беа користени, копчињата кои беа во колекцијата всушност беа камчиња од Охридско езеро, имаше стакленца од Охридско езеро, копчињата на сакоата се исто камчиња од Охридско езеро обложени со сребро, че работев со локална изработувачка на накит, добро ми стои Дијана, и покажавме дека ете и накитот и камчињата, значи може да бидат носливи дел од нашата гардероба. Навистина имаме уметници кои што се вредни за почит не само овде, туку буквално и во светски рамки. Да. И она што кажавте, и она што каже Ирина ти дека одржливоста е многу важна, исто така и ти преку твоите модели ја поддржуваш одржливоста, да. Колку ние како земја сме во тек со одржливата мода? Па македонската модна сцена на некој начин работи одржливо, затоа што ние не работиме од аспект на количините, значи ние нашите колекции се мали, еднаш до два пати годишно правиме колекција, работиме по нарачка, значи се прави по 1, 2, 3 модели, нема голема серија, па потоа нели доколку дојдат поголеми нарачки се прават повторно нови. Значи на некој начин сите работиме одржливо, но во однос на материјалите треба да се обрнува внимание, не секој обрнува внимание, но тоа мислам не е ништо страшно, сепак се зависи од самиот дизајнер, па и од самиот клиент колку му е важно она што го носи да биде нели соодветно и природно и убаво за кожата. Веќе новата генерација на млади дизајнери кои допрва ни доаѓаат, гледам дека па почнуваат многу да работат на овие теми, затоа што најверојатно и нормално со социјалните мрежи ги следат сите овие и трендови, затоа што за жал или за среќа одржливоста и станува и некој тренд, но на крајот на денот купувачот е оној кој треба да пресуди дали тоа што го купува и дали тој дизајнер, тој бренд е навистина одржлив или сето тоа е мачкање очи и е еден голем зелен еко-маркетинг. Така, што е многу чест во брзата мода, например. Да. И тоа го забележуваме, а ми се чини дека постепено и на самите купувачи им е важно што носат, од каде носат, дали одржливо или не, каков материјал е. Па полека се освестуваат. Значи они се тие кои треба да пресечат и да побараат, ако некој може да им се допаѓа некој парче од некој дизајнер бренд, ама едноставно да не им се допаѓа материјалот, пак ако е некој локален дизајнер, зашто да не го исконтактираат да му кажат да јас би сакала да го купам ова сако пример, но ако може да се смени нели материјалот. Така. Значи тие се оние кои плаќаат и нема ништо страшно во тоа да си побараат нешто според нели нивните потреби. Така. Каков е стилот на македонките, на македонците, на зборуваме за светска мода, какви сме ние во однос на тоа да се грижиме за себе кога стануваат збор модните парчи? Па мислам дека има голема група на луѓе, на млади кои навистина ги следат модните трендови, но многу е важно да не бидеме жртви на модата, да бидеме свесни што прилега на нашето тело, во што изгледаме убаво, во што се чувствуваме убаво, затоа што па и многу е жално од страна кога ќе видиш дека на некој едноставно му е неудобно, а облекол нешто, многу е жално да се гледа. Значи, да, има навистина девојки кои се прекрасно облечени, имаме момци кои се прекрасно облечени, иако машката популација некако секогаш се држи до некоја сигурност, мислам со честни исклучоци, се држи до некоја сигурност, класика, да. Некоја палета на неколку бои, не од која што не сака да излезе. Но и тоа е во ред, може треба време, со оглед на тоа дека еве со сите молови се што се отвори, некако веќе има и многу поголем избор. Мислам дека и секој доволно е да се охрабри барем некоја нова боја да вметне во својата гардероба. Значи не мора да е нов модел, нов вид нешто, нека биде некоја нова боја на џемпер, нова боја на кошула за момците ќе спомнам. Имаме супер облечени и девојки, мислам од младите особено може да се најдат интересни. Баш има и една Инстаграм група каде што Инстаграм профил кај што споделуваат скопјани во Скопје и може да случајни минувачи ги фотографираат и навистина може да се видат одлични модни комбинации. Да, а за минималистичкиот стил што мислиш? Многу е исто и тоа модерно, минимализам и во домот и во облеката, па кој е твоето мислење за овој стил? Искрено,
сметам дека и домот и облеката кажуваат за нас какви сме како личности и во тој момент како се чувствуваме. Така да мене минимализмот зборувам за претераниот минимализам кој за жал во пандемијата некако стана голем тренд и фала Богу полека го снемува. Некако не покажуваше душа. Сметам дека сите работи треба да имаат душа, дури тоа што го носиме, и затоа и зборувам и за миленцата, сентименталната вредност, тоа му прави на парчето да има душа, не е само онака сошиено или па колекцијата има нека приказна. Ете има камче од Охридско езеро, значи символика некоја. Да, сите овие работи значи даваат така вредност, сентиментална вредност, значи нешто плюс додадена вредност, не знам како да го наречам. Така е, да. За жал со минимализмот на моменти тоа почна да се губи, но ета ни доаѓаат нови трендови, па се надевам дека ќе се надмени тоа. Ирина, еве ни доаѓа пролета, убавото време. Што според тебе би требало ова пролет да носиме во однос на модни парчиња? Па она што најубаво се чувствуваме во него, што ни прилега на телото. Ако не сме сигурни, тука се и модните дизајнери, сите сме отворени, може да не сконтактираат, или па стилисти, има и некои луѓе кои само тоа го работат, а дел од дизајнерите работиме како стилисти, да не се плашат да прашуваат, да се едуцираат, не секој секогаш знае, и јас не се срамам да прашам за нешто што не знам, значи нема тука ништо лошо. Да уживаат во пролета и да пробаат да внесат ета во својот плакар. Не мора преку нови парчиња, може да си најдат некои заборавени парчиња во плакарот, да земат од другарките да направат некоја размена, да поддржат нешто локално. Дали дизајнер, дали бренд, дали нешто накид, некој интересен додаток, да пробаат да си ја разиграат гардеробата, независно на работното место и бонтонот кој им се налага. Особено во делот да се најде нешто од плакарот по-старо, тоа може да е многу ефектно. Нема некој, верувам, што не му се случило да најде некоја облека од баба, од мајка, па и од прабаба се случува, а да се вметне сега да изгледа апсолутно модерно. Да, па модата се враќа. Ако нешто не ни одговара како величина, имаме, мислам, навистина добри кројачи на секаде низ градов, кои што може да ги сконтактираат и да го приспособат за себе. Кога ќе се приспособи некако на новото време, тоа старо ретро парче, па уште добива таа душа и нота, што ја кажав, интересна. И станува баш уникатно, затоа што никој друг па го нема тоа парче. Така. А Ирина, например, што мислиш за враќањето на модата? Еве и во модните ревии можеме да видиме, еве миленцата конкретно, нели ете повторно, да кажам, се враќаат како тренд, но генерално и, например, 40-тите, 50-тите, буквално сега во модата се е измешано. Да, нормално е, мислам, модата е еден круг и веќе на некој начин се е смислено. Значи, ова е само реобмислување, приспособување на новото време, пробување со нови материјали, може нешто, некој нов ситен детал, но нормално е, модниот круг тука се врти. Така. Благодарам многу за ова интервју, позборувавме за повеќе аспекти на модата и се надам дека во друга прилика ќе имаме и за други проекти секако да зборуваме. Благодарам за поканата и убавиот муабет. Почитувани гледачи, на тема мода зборувавме со нашата позната модна дизајнерка Ирина Тошева. Останете со нас, се враќаме за кратко.